Ацо Николовски прави уште едно видео и му враќа на Бојко дека е криминалец. Ама горд, дека горд, патриотски, да. Го спомнал Бојко и он целиот Тука, да, многу беше радосен, среќен. да, многу, го критикувал, му пораснал рейтингот пошто се изгуби као Никој го невиност нема на екскурзија. да. Јас Зошто вие немавте средба со службениот министер за надворешни работи? Искрено ќе одговорам и на ова прашање. Дента пред посетата имаше иницијатива од страна на мојот бугарски колега да одржиме ние меѓусебна средба. Терминот прво што го понудија беше несоодветен, бидејќи беше во истиот термин кој што беше предвиден работниот ручек, а јас сепак бев таму во придружба на председателката. И второ, јас како министер за надворешни работи, бидејќи нели сум едне од тие лица кои што во суштина ја представува нашата надворешна политика, не практикувам да одам на неподготвени средби. Со сите мои колеги сум подготвен да се видам, подготвен сум да посетам Софија, подготвен сум на мојот колега да му бидам добар домаќин со почитување на сите протоколарни правила и сето она што е договорено во Скопје, но не треба никогаш да одиме на средби неподготвени, но тоа што би го нагласил е дека во дадениот случај со протоколот на председателката Силјановска Давкова се беше однапред договорено и другата страна за жал не го испочитува договореното. Не сакате на неподготвени да одите на средби, мислите затоа што иницијативата дошла доцна, на тоа мислите? Иницијативата дојде многу за доцна. средба зборувам со вашиот колега. А средба помеѓу двајца министри за надворешни работи има посебно помеѓу две земји, помеѓу кои што реално во моментот постои одредена политичка тензија, јас би рекол. Прво треба да биде добро подготвено од гледна точка на за што ќе разговараме, кои се целите на нашиот разговор, исто така добро да биде протоколарно подготвено, бидејќи јас не би сакал никогаш да ставам државата која што представувам во одредена состојба. Зошто вие немавте средба со службениот министер за надворешни работи? Искрено ќе одговорам и на ова прашање. Мики Маус не би сакал да стави државата у подредена позиција. како што ја ставила Гордана. Да. Тоа е. А он зашто ја влечеше председателката? Евала, страни хора. Еве бугарите што не гледаат, знаеш што викаат, евала на водечците точни и објективни. Точно Бојко сега таму е, Бојко е звезда моментално у Бугарија, пошто Бојко сега се искарал со владата од опозиција он. Исто како Гордана што беше звезда со, каже Македонија за незаклепано. Тоа е тоа. Да, ајде да видиме што кажа Ацо Николовски, што толку ги навреди бугарите, што му врати Бојко Борисов и потоа што Ацо Николовски му врати на Бојко Борисов, а потоа на крај ќе се подсетиме како пред 2-3 години сичкото подкрепава сите в собата. Да, пушти го рилот. Минимум пристојност е да ставите знаме на државата од која што доаѓа председател на државата. Минимум човек треба да е нормален тоа да го сработи. Најмалце што очекувам од председател на држава е да оди таму да гледа кај има, кај нема знамења. Не е тоа работа на председателката на државата, тоа е работа на домаќинот да покаже минимум пристојност. Ама затоа што домаќинот очигледно нити е цивилизиран, слободно нека пратат за ова протестна нота, нити е домаќинот цивилизиран, нити е пристоен, нити има било каква почит, затоа работава вака како што е. Сега помизерни од нив се само овие нашиве домашниве слуги, затоа што истите тие кои што потпишаа дека македонскиот и бугарскиот народ имаат заедничка историја, а немаат, истите кои што потпишаа дека македонскиот јазик е дијалектна форма на бугарскиот јазик, истите кои што потпишаа дека никогаш не можеме да влеземе во Европска унија ако не прифатиме дека сме бугари и дека имаме бугарски корени, сега зборуваат за патриотизам. Минимум пристојност. Коментарите за на македонския вице-премиер вчера, който ни нарече мизерници. Ами, първо ние трябва да се постараеме като държава да покажеме стабилност, да покажеме възможност да вървиме напред, а ние не го правиме вече 7 избори. И вие от самите нас, от мен сте чували, че навън България изглежда ужасно. Най-големите вестници писаха по Европа, че България е неуправляема. А що се касае, и тук имам лек, айде да не кажа упрек, но
То пък не поискан съвет, не се дава. Явно с тези хора приятелски срещи, дори свързани с опера, не трябва да се правят. Извън официалното, ако се правят, където да се протоколира и ясно да се каже какво мисли едната или другата държава. И мисля, че те постъпиха подло с президента. Подло с министрите, които се видяха с тях. Най-добронамерено, това не мога да го отрека. Вярно, те са отскоро в управлението говоря за Северна Македония и протоколните неща не са им ясни на държавния протокол. То е ясно описано за приятелска среща какво се прави, за официална, за работна, но да речеме тук нямат опит. Но езика, който използват, има само едно извинение. Оставка на този министър. И ако не го направят, нито президент, нито премиер, нито министри, нито партии, трябва да се виждат, разговарят с тях. А ние ще направим всичко необходимо в Европейската народна партия да знаят какво са говорили и защо е нашето категорично решение по този въпрос. Коментарите на македонския вице-премиер вчера, който ни нарече мизерници. Бойко дека, како што викат бугарите, печали политически поени. И Бойко бара. На грбот на Ацо Николовски. На грбот на Ацо Николовски. Ацо Николовски ама Му и Ацо, помага и Ацо. и Ацо Николовски печали политически поени в Македонија. Овој печали политически поени в Българија пред избори. Тоа е тоа. И Стефан Тодоров, мислам, ова е еден примерок 87-9 IQ изјава, вика, Бойко нема право да бара оставка од македонски министер, тоа е едно од низата мешања во нашите внатрешни работи, тука мора да се обединиме сите, едно е ние внатре да го критикуваме, но тој не сме. Ајде бе. А има право Ацо Николовски да вика дека се нецивилизирани членови на влада на друга држава и дека се мизерни председатели на друга држава. Што кој ти е муабетов? Бойко може сега да си каже за кај него си кажува. Тоа не значи дека тоа е ултимативно барање. Ама како сме тргнале, ќе почнат да викаат додека не го смените овој од владан, ќе ви ставаме вето. Како што сме тргнале? И што правиме ако го смени стварно? И Би да го слуша обаче. И сега што е најтрагично, Ацо Николовски прави уште едно видео и му враќа на Бойко дека е криминалец. Ама горд. Дека горд, патриотски, да. Го спомнал Бойко и он целиот Тука, да, многу беше радосен, среќен. да, Многу, го критикувал, му пораснал рейтингот пошто се изгуби као Никој го невиност на нема- екскурзија. Јас не, но еве гледачите тврдат дека Ацо Николовски е български гражданин с адреса на Искарска 6. Така викат гледачите, може не е точно. А па тогаш во право е што бара оставка од него. Ами ако е български Ако е гражданин, Да, ако е български гражданин. Да, тогаш има право. како не е барање кога вели дека не треба да се разговара со Македонија дека министерот не си даде оставка. Па курчете се вие поише. Курчете се вие. Не знам како не се разбираме. Ацо Николовски може да се курчи, ама овој не може. Да. Стефан Стефанов да Ацо Николовски, тоа ти е као сега да дојде, не знам. Не знам сега како да кажам, тоа ти е као сега да дојде некој пилиштарец на тебе дома да ти дига чалам. Што ќе правиш? Ти си појак. Ти си у Европска унија, а ти сакаш да влезеш во Европска унија, он е таму. И он ти вика сега додека не го трнеш човеков од влада, вето. Ама има еден друг проблем. Он навредува цела држава се. И тоа не е, како да кажам, тоа не е соодветно. Стојанов вика точно, Николовски има БГ пасош. Има достаточно. Улица Ама не, Искр номер 6. да. Али супер. Прекрасно. После бугарите нема да право Македонија. А вице-премиер. И министр за енергетика. И советник за надворешна политика у кабинет на председателот има. И прашање и за култура Љутков уште не ни одговори. Како се стекнал со имот во Бугарија, а не е бугарски државјанин.
Уште не одговори, така? Видење ти пишал случајно да не сме видели. Ајде да видиме кратко, да ја видиме изјавата, да видиме од изјавата на Александар Николовски кај што вика дека Бојко е криминалец, па после тоа можеш одма да пуштиш топлата средба помеѓу. Да не имате инфо? Ацо и Да, имаме инфо. Добро што ме потсети. Да не имате инфо кој стои позади возачот од пробишти кој има подпис на фирма за паркинзи во Бугарија која врти милионски суми, некој од нашите политичари стои во позадина. Да, ќе ти го покажеме кој од нашите политичари стои во позадина. Не знам дали знаеш ти скандал. Значи, ајде да видиме Бојко како ги мачка на леп овие. Пламен Стојанов вели дека има инфо за неговиот БГ паспорт. Пламен Стојанов дали се појави бројот наш македонскиот, значи можеш слободно на Вибер да ни ја пуштиш информацијата. Ако користиш Вибер, на Вибер можеш уште одма да ни пуштиш, ние ќе објавиме во емисија. Остајте сега. Пламен Стојанов, да, сакаме да ни ги пуштиш информациите че Александар Николовски има бугарско гражданство и бугарски происход. Ти го сега бројот овдека на Вибер, пушти ни се што имаш на Вибер. Телеграм на тој телефон не. Или на Телеграм можеш да пуштиш. Ама на Вибер, тука е Виберот логин. На Вибер, тука. Пушти да, го ајде да од видиме Ацо. како ще подкрепат све на Бојко Борисов. Ацо и Христијан како све ще му подкрепат. Значи први Нацо како се твурчи, па после Би сакал да реагирам во однос на постојната хистерија која што ја создаваат дел од неуспешните бугарски политичари. Имено непотребно Македонија ја внесуваат во предизборната тематика во Бугарија и најмалце мислам дека Македонија може да е одговор на 7-мите неуспешни избори со кои што се соочува Бугарија. Кризата во бугарското општество е создадена од токму овие политичари кои што наместо да дадат одговор на домашната јавност за високиот степен на корупција и криминал кој што го има во Бугарија, за лошата економија, поради која што многу заминуваат, тие сакаат да се занимаваат со Македонија. Нивното занимавање со Македонија всушност покажува дека нити сакаат добрососедство, нити сакаат Македонија да стане член на Европската унија, уште помалку да напредува кон Европската унија. Тие сакаат да ја блокираат Македонија и да ја користат Македонија како своја предизборна тема. Многу ми е важно да знам нашата сестринска партија какво мисли за Северна Македонија. Мислам дека тука не треба да има дилема. Ние уште во 91-та година, практично на првиот конгрес, си казахме нашите практично политики кои што ќе идат, тоа е НАТО и Европейскиот съюз, за разлика од овие кои што наследија комунистите, сега се социјалдемократи, кои што уште се клоне и во Белград и во Москва. Така што мислам дека тука не треба никој ниту да има дилема, ниту па некогаш имало дилема. Јас сум човек кој што бил стипендист на италијанска влада. Сум поминал таму магистратурата и докторатот во Германија, стипендист на германска влада. Така што мислам дека тука немаме никаква дилема, господин Борисов. Тимче е исто образован во Соединените американски држави. Владко е женет за американка, Полуамериканец. Александар не е, ама е Вториот брак. вториот брак. Долго време е бил во Страсбург, во Советна Европа. Така да тука не треба да имате никаква, нити па некој треба да има никаква. Така, по тој въпрос. Правиме по таа тема. Вие подкрепяте ли договора за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепиме. И тука исто така не треба да имате дилема. Това е много важно да го знаеме, да се чуе ясно, од демокрацијата да. Не се знае утре кој ќе спечели во Северна Македонија. Ние знаеме. Ние знаеме. Дали социјалистите? Ние знаеме кој ќе спечели. Многу ми е важно да знам нашата сестринска партија какво мисли за Северна Македонија. Мислам дека тука не треба да има дилема. Знаеме кој ќе победи. Всичко што подкрепат, всичко што е добре за двете држави, за двете, како беше? Штати, како рече? Не за штати. Ще подкрепат. Ама го видели Ацо колку беше среќен пред Бојко. Ацо не е женет за американка, ама втор брак.
И тоа е предност. Леле. Не е пријатно. Леле. Гледате, мислам кој не води. Па еве, и тој Никола тука некој. Сега вика, овие кој ни ја покажале води кичма, држава. овие направиле нешто да Многу ме јака кичма покажа. Многу јаки се. Многу